Почитувани студенти, бруцоши, задоволство ми е што сте овде сите денес, амфитеатарот е полн како ретко кога. Почитуван господин Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, почитувана магистер Магдалена Несторовска, државен секретар во Министерството за внатрешни работи, почитуван проректор, професор доктор Цветко Андреевски, продекани, колеги професори, представници на Министерството за внатрешни работи, представници на медиумите вработени на Факултетот за безбедност. Задоволство ми е што и јас можам да се обратам на првиот академски час, да упатам уште неколку пораки. Од ова што претходно го кажа и министерот, и проректорот, и доктор Иван Ристов, јас би можел само да се повторувам, но може би можам да јас да најдам неколку инспиративни пораки за вас. Ви честитам на изборот, дојдовте на факултет на кој што се знае редот. Особено сум задоволен затоа што на сите први академски часови со години наназад е присутен министерот за внатрешни работи со неговите најблиски соработници. Заеднички упатуваме порака дека треба да бидете упорни, дека треба да истраете на патот кој што сте го одбрале. Овде нема да ви биде лесно. Ако некој смета дека ова факултет каде што може лесно да се дојде до диплома, јас ќе ве демантирам уште од утре па натаму, на првите часови. Ќе забележите силна активност, многу значајни настани кои што се организираат овде. Ќе видите уште во првиот семестар дека наставата е само еден мал дел од се што вие ќе треба да реализирате на Факултетот за безбедност. Да го истакнам уште еднаш обраќањето на нашиот поранешен студент Иван Ристов, кој што рече ќе биде навистина интересно да се студира овде. Секоја година упатуваме слични пораки. Сакам сега да направиме еден вистински пресек. Вие завршивте средно образование, тоа е друга етапа во развојот на вас како личности, како одговорни, од денес станувате студенти. Тоа значи дека ќе очекуваме од вас навистина многу. Кога ќе организираме настани, очекуваме не само да бидете присутни, туку да бидете активни. Овде во овој амфитеатар често своје обраќање имаат и министерот Спасовски, и други одговорни лица во безбедносните институции, меѓутоа и представници на дипломатскиот кор, од кои што ќе стекнете знаења како е овде во земјата, како е во регионот, како е во другите држави. Ќе можете да забележите дека науките во областа на безбедноста, на начин на кој што се изучуваат овде, се изучуваат и во целиот регион. Специфики има, меѓутоа обврските и одговорностите се секаде слични. Затоа ние ви го нудиме образованието, кое што можете да го стекнете единствено овде на Факултетот за безбедност, а тоа, ве уверувам од моето лично, долгогодишно искуство, е приближно исто на знаењето кое што можат да го стекнат и вашите колеги студенти секаде во регионот на Југоисточна Европа. Сакам да бидете посветени и одговорни. Сакам да ве поканам веќе од денес да ги следите тековите и воспоставените практики кои што факултетот ги цени како добри и сме ги подготвиле токму за да ви го олесниме вашиот пат, да ве направиме одговорни личности кои што ќе бидат подготвени веднаш по дипломирањето да се носат со силните безбедносни предизвици кои што сега, особено, верувам дека некој од вас е и свесен за тоа, стануваат се поголеми. Ве поканувам од денес па до петок да ги подигнете учебниците. За вас подготвивме пакет на учебници за да ви покажеме колку е важно да се почитуваат авторските права. Ќе ги добиете сите потребни материјали кои што треба да ги совладате во овој и во сите наредни семестри. Ваше ќе биде да истражувате многу повеќе од тоа. Значи, од денес учиме многу пошироко од тоа што е напишано во учебниците. Да бидеме одговорни, да бидеме посветени, да бидеме внимателни. Ова не е правен факултет, ниту економски, ниту било кој друг. Посебен факултет во областа на општествените науки, на кој што се учат многу животни прашања. Понатаму, сме воспоставиле јасни процедури да се бориме против корупцијата. Има корупција во високото образование, но ние не можеме да ја видиме, затоа што пред неколку дена нашата професорка која што е одговорна за прием на пријави од страна на студентите соопшти дека, за жал, ниту оваа година нема ниту една пријава за корупција во високото образование. Вие денес можеби и не знаете што точно значи зборот корупција, но ви укажувам дека овде на факултетот, но и на сите факултети на нашиот универзитет, како и на другите универзитети, постојат професори, односно лица кои што се одговорни за прием на кривични пријави, на пријави за можна корупција. И ве поканувам, вие никогаш да не учествувате во коруптивни активности.
и никогаш да не го толерирате таквиот однос кон колегите студенти и кај професорите. Веднаш, анонимно или со име и презиме, да пријавите било какво сомнение дека некој професор, дека некој вработен на факултетот или дека друг студент учествува во некакви коруптивни активности. Тоа сме го направиле за да изградиме високо образование кое што е по европски стандарди. Се разбира со нашите ограничени ресурси. Меѓутоа, размислувајте од денес дека од вас утре ќе се очекува вие да се борите против корупцијата, против организираниот криминал, против криминалитетот од секаков вид во општеството. Исто така, сакам да размислувате уште малку подалеку. Па наместо само на факултетот и на учебниците што ќе ви ги дадеме, веќе од денес, односно од утре, да почнете најмалку поеднаш на ден да ја посетувате веб страната на Министерството за внатрешни работи, да се запознавате со нивните активности. Тие секој ден објавуваат десетици различни информации за приведени лица, за предизвикана штета, за поднесени кривични пријави и така натаму и така натаму. Тоа е морето во кое што вие сте должни од денес, а заради изборот кој што го направивте, да пливате. Сите кои што ќе бидете посветени, сите кои што ќе бидете упорни на тој пат, јас ви ветувам дека на фер начин ќе ви го дадеме најдоброто можно знаење кое што може да го стекнете овде, затоа што ние професорите сме вистински посветени на тоа да извадиме уште една генерација која што утре нема да има проблем да се вклучи веднаш во работата во безбедносните институции. Кога сме на тоа прашање, вие не треба да се оптеретувате со тоа, но вашите колеги студенти во трета, односно четврта година веќе се сериозно заинтересирани и ги следат активностите и знаат дека најдобрите студенти се вработуваат релативно брзо. Во Министерството за внатрешни работи постојано е отворен процесот на ангажирање на наши дипломирани студенти. Во овој момент таква активност има и во другите безбедносни институции, во Агенцијата за национална безбедност, впрочем каде што работи доктор Иван Ристов, тој не го спомна тоа, меѓутоа да знаете, порано беше ангажиран во Министерството за внатрешни работи, сега е ангажиран во Агенцијата за национална безбедност и ние сме горди и на него и на другите студенти кои што денеска пополека се вклопуваат во она што јас често велам столб на безбедноста на нашата држава, затоа што имаме со што да се гордееме, имаме на кој да се потпреме. Дозволете ми да привршувам, нема да биде лесно, повторувам уште еднаш, но сакам да бидете посветени. Не ни е лесно ни нам професорите. И ние сме во постојан процес на нови знаења, на стекнување и усовршување на нашите вештини, како подобро да ви го пренесеме знаењето со ограничените ресурси кои што ни стојат на располагање. Меѓутоа, времињата се менуваат, приликите се менуваат. Вие останете посветени на повикот што го одбравте. Немојте да се откажете на првата препрека. Има една стара кинеска поговорка која што вели дека кинезите, кога почнале да го прават кинескиот зид, морале да маршираат илјадници километри, но првиот чекор им бил најтежок. Не заборавајте, веќе од утре се ќе изгледа полесно, ќе се запознаете со се што нуди Факултетот за безбедност, низ нашите процедури ќе можете да одите, но затоа мора да бидете посветени. За да можеме после 4 или 5 години на Министерот за внатрешни работи, на другите раководители во безбедносните институции, со гордост да им кажеме, имаме нови дипломирани студенти кои што можат значително да помогнат да се одржи безбедноста, да се одржи стабилноста, да се унапреди борбата против криминалитетот во општеството. Затоа, не заборавајте, гордост е да се биде студент, јас се уште ги паметам моите студентски денови, нема да ги заборавите ни вие, но мора да останете посветени на повикот што го одбравте. Ви честитам и ви посакувам успех во студирањето. Благодарам.